Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Драги мои, не можам да останам неемотивен или дистанциран или професионален од она што се случи во нашето соседство. Го доживеав како да се случило и кај нас. Незапаметен крвав настан се случи во Белград, каде малолетник, седмооделенец, масакрираше 8 деца, ученици. Еве ја веста. Пукав затоа што сум психопат. Напаѓачот Коста К бил од Врачар, бил петкаш, но добил единица по историја и полудел. Коста К бил син на познат радиолог, одел на надпревари по математика и по биологија, бил повлечен петкаш, но утринава добил единица по историја. Неговите соученици велат дека полудел. Уште не е познато зошто Коста пукаше со 2 пиштоли. Српското МВР соопшти дека загинати се 9 лица, од кои 8 деца и припадник на обезбедувањето. Ранети се 7 лица, од кои 6 деца и 1 учител. Пукав затоа што сум психопат. Вака при апсењето рекол седмооделенецот кој уби најмалку 8 соученици и повреди 20 на лица, меѓу кои наставничката по историја во училиштето во Врачар во Србија. Според Информер, Коста К не покажувал никакви емоции и отпор, а полицајците му рекле да ги стави рацете на глава и да легне на подот. Соучениците од училиштето Владислав Рибникар за 14 годишниот Коста, син на познат радиолог кој бил петкаш, изјавиле: доби единица по историја и потоа полуде. Пукаше во канцеларијата на наставничката, а потоа и на другарите. Ги има сите петки, а сите го нарекувавме бубалица. Српското МВР соопшти дека загинати се 9 лица, од кои 8 деца и припадник на обезбедувањето. Ранети се 7 лица, од кои 6 деца и 1 учител, јави дописникот на МИА од Белград. Коста добил бројни награди и пофалби. Одел на надпревари по математика и по биологија. Бил мирен и повлечен, вели за него еден негов школски другар. Уште не е познато зошто Коста пукаше со 2 пиштоли. Тој имал 5 полни рамки и ранец полн со молотови коктели. Според пишувањата на медиумите, момчето испукало дури 20 куршуми. Таткото на девојчето, кое за време на пукањето истрчало од училницата, вели дека таа му рекла дека тој е нивни соученик, инаку одличен ученик, кој со студен израз на лицето влегол во училницата и пукал. Ќерка ми беше во тој клас, беше во училницата, каде тоа момче ги испука првите истрели кон учителката. Потоа почна да пука во децата кои беа под клупите, а моето дете истрча надвор. Изјави за N1, додавајќи дека тогаш имале час по историја.
Пукањето се случило во 8 часот и 40 минути кога Коста отвори логав врз обезбедувањето и учениците. Сето траело 5 минути. Како што пишува Нова РС, осумнечениот ученик по пукањето побегнал од местото, но полицијата набрзо го уапсила во школскиот двор. Коста го застрелал поранешниот учител со пиштолот на татко му. Губил чуварот, а точниот број на раните не се знае. Се плашевме, настана хаос, паника, се криевме. Го застрелал чуварот во глава. Велат шокираните деца, пишува Блиц. Српската телевизија Прва да зеде изјава од соученичката на Коста Евгенија која е потресена од настанот. Како што вели таа, за време на самото пукање се качила на катот во училиштето. Слушнав звуци и мислев дека децата фрлаат петарди. Но потоа видов дека обезбедувањето падна на подот. Потоа се вратив, не ми дозволија да се качам горе. Наставничката по физичко сакаше да се качи, но и реков да не го прави тоа, бидејќи работник падна на подот, дека е пукано во него, па отидовме на безбедно. Едно момче е застрелано во ногата, девојче е рането и мислам дека уште 2 момчиња. Беше страшно, бев долу, имавме физичко образование, слушав пукање во континуитет. Не знав што се случува, се допишувавме преку СМС пораке, некои деца не одговараа и се исплашивме. Сите се напикавме во една мала соба во училиштето, па не префрлија во гимназијата. Таму беше безбедно, а потоа излеговме од први и не и кажав на мајка ми за да не ја стресам, но потоа и кажав дека сум безбедна. Во Врачар затворени се улиците Краља Милутен, Светозар Марковиќ, обвинителството и силни полициски мерки се на терен. Од српската влада најавија дека во 13:15 ќе се одржи воредна конференција за медиумите за немилите настани во Владислав Рибникар. Училишниот психолог Билјана Лајковиќ за Српска ТВ изјави дека ова нешто што се плашевме. Не би зборувала за количината на гнев, имаше огромна количина на проблеми зад него. За да покаже дека има ужасен проблем и да носи некакво однесување што може да резултира со чин како овој. Тоа е проблем за кој во вакви ситуации веројатно е тешко да се дојде до него. Се прашувам, дали некој забележал што се случува со него, Коста? Може да се разни проблеми. 14 години е време на растење кое носи осцилации и турбуленции. Ова е ранлива возраст. Прашање е колкав е капацитетот на семејството да се справи со тоа, вели таа. Многу е важно полицијата да излезе со точни информации, некако да спречи ширење на паника и страв. Додаде таа, велики дека на децата им се пласираат разни негативни содржини преку социјалните мрежи и телевизијата кои можат да бидат прекинувачот со кој се активираат ваквите инциденти. За можноста причината да била единицата по историја која Костов ја добил, психологот вели. За тоа се кријат огромен број проблеми. Може би таа оценка била чкрапалото, но секако не е единствениот проблем што го мачеше ова момче. Мораме да спречиме да се повтори, заклучи Билјана Лајковиќ за ТВ Прва. Пред да ги вклучам телефоните, вие ќе си го кажете своето мислење. Многумина ќе зборат под адреналин и од гнев. Многумина сигурно скрушено и христијански. Многумина ќе обвинуваат едни или други. Сите заедно ќе бидеме и во право и сите заедно ќе грешиме. Не грижело ова кога се случувало во Америка или на некој друг континент, а еве го се случува кај нас. Некој ќе рече социјалните мрежи се виновни. Не е така. Апсолутно не е така. Тоа е моето мислење и јас ве замолувам. Кој ќе си го каже мислењето, не се расправајте со неговото мислење. Колку и да е, какво и да е, секој нека си го каже своето и нека не суди за туѓото.
ова ви е за вечерва, бидејќи сум на, како да ви кажам, знаете, она термостатот кога се уклучува и исклучува на одредена температура, нели обично имам мала толеранција или некоја голема толеранција. Вечерва ми е минимална. Без многу објаснување, на овој звук режијата ќе исклучи. Без објаснување. Во ред? Како мене. Not funny. Вечерва стварно не се чувствувам за керефеки. Зошто? Сега ќе кажам зошто. Ја детето не го знам и психологот е во право кога сигурно има интимни, лични, социјални, може би и семејни причини. Може би некој е роден како психопат, затоа што светот и криминалистиката покажало дека луѓе родени во совршени семејства, совршено добро воспитани, направиле незамисливи злостори. Ние обично нашата малограѓанштина, ние ја имаме многу, за жал, во Македонија, викаме како е воспитан. Ја цел живот сретнувам деца, вагабонти, воспитани од најпрекрасни, најцивилизирани, најхумани, најдобри, најпаметни луѓе, за кои знам како добро и со колку љубов ги воспитувале своите деца, но истовремено знам деца кои се растени во дом, кои се тепани, кршени од ќотек, кои се малтретирани, омаловажувани, деца кои биле оставани, доживеале да бидат отфрлени од родителите и од се, па да станат најдобрите луѓе на свет. Зборам од лично моје искуство. Значи, нема правило. Она што во целава работа е сега што законот вика. Ја не сум сигурен и би замолил, ако некој малце ја познава, го познава законот, би било фино малце да го прокоментира. Ја немав сила да идам сега да чешлам дебати и така натаму. Вие ќе бидете дебатата. Затоа, дали законот предвидува кривично гонење за седмооделенец? Значи, некој кој е 14 или помалку од 14 години. Тоа се малку битни разлики. Тоа не значи суштински нешто многу, но прави разлика во правниот процес. Нормално, ние овде на Балканот секогаш сме сакале око за око, зап за зап. Старозаветниот завет кој одамна е напуштен, уште пред 2000 години имаме нова заповед, ама не се продуховивме, не сме во црковени, не сме во Христа. 2 сати во емисијата нема да идам ја, ќе иде снимката што идеше живо денеска од една српска телевизија. Дали ќе идат коментари од таму, ја ќе се обидувам колку толку да ги преведувам симултано, делумно да ви ги раскажувам, не симултано да ви ги преведувам, колку да го задоволиме формата на јазикот, бидејќи ние сме формалисти до коска, мислејќи дека зачувуваме нешто. Во суштина, ова е многу тешка тема. Очекувам од вас да го извадите најдоброто и најлошото. И тоа е оправдано. Ако некој се јави и посакува смртна казна за 14 годишно дете, друг ќе се расправи дали е свесен, дали има право, дали може мозок на 14 годиш. Но има уште нешто малку поморбидно во целата работа, е дека младиот ученик му нашле дека ова го планирал. Не само што е планирано, значи цела скица има направено. Мислам дека се работи за класичен социопат,
A sociopat to je mentalna bolest koja ne zavisi ni od roditelj, vaspitanje, opštistvo ili socijalni uslovi ili eventualno traumi. Tije prikazni od amerikanskite filmovi mi ga ubija mačeto i posle 30 godina on pravi masakr, ne pominuvate. Ne. To je, ajde da rečem, nema ni da navlagam, zato što vi obično se smetate дека имате толку просветлени, продуховени очи да зборите за демонологија. Иако за демонологија на планетава у овој момент може би само една или две просветлени души можат да кажат. А во нашата историја само нашите светители или поделата на светите отци, они имале дар да препознаат. Но слободно шпекулирајте, затоа што подобро е да излезе од вас и подобро е да се слушнеме кој што размислува. Зошто? Што има ова врска сега? Дали е у Вирџинија, или е во Белград, или некаде каде што нема врска никаква со нас, нели? Обично сме мртви ладни. Имало и поголеми масакри на деца. Се сеќавате на масакрот на децата во училиштето во Русија? Колку беа? 129 деца? Најмалце. Има 15-20 години од тогаш. Не се. Ја ви реков дека причини ќе наоѓаме многу. За абнормалноста на оваа ситуација, јас ќе го кажам следново. Прво, политички е крајно некоректно, човечки и цивилизацијски. Но ќе ви кажам едно друго. Ова е колективно наше дело. По мене, ова е наша вина. Срдете се, како сакате реагирајте. Како? Сите вие за време на полицискиот час кој ни го наметнаа 2 години не пикнаа у затвор. Со таква ароганција едната половина го славеше тоа, другата половина се бунеше, ама ништо не преземаше. Значи, не пикнаа во затвор цело човештво. Што мислите дека кога седите дома, гнетете ко свињи од тоа чипсовите, локате од тоа ракијата, чурите со тоа цигарите, пцуете по Мицковски, Црвенковски, Ковачевски, Апасиев и Трилепеси материне, дека тој ништо не разбира? Абе, дете, шо разбира? Има една работа, што дури и ти да плетеш вестите, помирувањето твое, скрушеното твое, несваќањето на непросветленоста дека со љубов се зрачи во една драматична ситуација, која ја прифативме од аспект на конформизам. Ќути, има за јадење, иде плата, добро е. И му објаснувате на детето, види, таква е ситуацијата, мора дома да се седи. Знаете што значи на дете, 10 годишно, да му скратиш искачање надвор? Да дае Господ да поживеам овдека, едва и да се влечам, пак да ми се јавите, како пред 10 години, кога ми се јави една жена и предизвика многу гнев и многу некоректно однесување спрема мене, која ми се жалеше колку децата биле лоши спрема неа, а ја ја прашав, викам, како ги воспитуваше? Со љубов и разбирање. Очигледно не си. Чим неќат мрсул да фрлат на тебе, чим сте оставени, заборавени, не име гајле, немаат љубов и емпатија за вас, не сме ја ни заслужиле ние старите.
Никогаш вина да не се префрла на друг, вина во себе да се гледа. Ја велам дека таа психопатологија, дека таа патолошка состојба, значи и од вие што се буневте, и вие што се буневте, добро е ова, напред, да, како викаше онаа кокошкана, да излеземе на Филипче да му аплаудираме од балкон. Знаете што? За цела таа каста, кога не барате да има трибунал, да им суди за злосторство против човештвото, за масакрот кој го извршија и за психолошката малтретирање, манипулација, мобинг, општествен мобинг врз децата. Ја од кога ви зборам, не толку во МВР и во финансии кај што краделе пари. Идете во Министерството за образование. Дали гледате што им прават на нашите деца? Нема учебници, губат часови, дојави за бомби. Затоа вечерашнава емисија ја посветувам на нашите соседи и да сочувствувам со нив за овој крвав масакр, затоа што вие, драги мои, безгрешни родители, утре ќе се најдете шокирани, леле што се случи, ѓавол влезе во него, друштвото беше лошо, гледал јади бурек, ВМРО е криво, СДСМ е криво, ДУИ му е криво, комшиите се криви, ја златен, гледај детево шо стана. Се дрогира, криминал, пука, убива, се тепа, додека не му препукне филм. Но велам, сева ова е моето стравување, дека ние допрва ќе гледаме не само кај нас, секаде. Мислам дека ние во Македонија најмалку ќе гледаме вакво нешто, затоа што ние сме по дефолт нација создадена да биде владеена од било кој. Не да владееме со себе. Ние сме нација на Мирко, на Мирка, на Трајче, на Ќутиси, Трајси, Прајси и така натаму и така натаму, оправдувајќи дека е тоа христијански. Пасивноста не е сообразна со христијанството. Христијанството не бара пасивност. Епа, не сум јас тука да ви проповедам што значи активност христијанска, православна. А очигледно ја немаме, затоа што се повеќе и повеќе тонеме. Знаете како тонеме? Не во крадењето, не во коридорите, не во ова што не лажат и дека градат и ништо ги земаа парите. Пара, голема работа. Ние им дозволивме да крадат. Нека крадат. Па да им дозволивте сега да не се правиме будали. Тоа што не ни е гајле за децата. Ние еднаш го покажавме тоа. Дали се сеќавате во бивша Југославија, таа што ја викате, златна Титово време. Земавте кредити на 30 години, лапавте станови. Земавте кредити кои, кога ја враќавте ратата, беше помала од номиналната вредност на основната единица парична. Добивавте плата незаслужено. Не работиш, добиваш плата. Чо ти си среќен? Земавте кредитче, златно време, суперо, кредитче, станче си купив и така натаму. Како заврши тоа? Дали се сеќавате? Со крвава војна, крв до колена. Зошто? Затоа што дојде на платата. Па на крај, гледайте го лепа села, лепо горе. Целата филозофија во една реченица. Братство, единство имавме додека имаше пари. Сите бевме супер. Кога нема пари, кога дојда овие вика, дечки, супер, све ова кредитиве треба да се враќаат. Пињао, пињао. Има една дека во земји каде што нема војна, има масовни пукања и затоа многу ретко во земји како што сме ние на Балканите вакви работи се случуваат, затоа што
ја имаме во подсвест војната, сме пукале, сме се бореле, наши гинеле и има таа една некоја, да речам, преку ДНК ни се пренесува што значи живот, губење на живот и некакво чувство. Но на крај од целава моја тирада, само ќе кажам дека ништо од ова не мора да важи, ништо не мора да е точно моево. Немојте да се јавувате и да ми кажете Јанко, те слушав, тоа што го кажа добро е. Не, ве молам, одмак има. Ме интересира, немам нерви да ми кажете браво Јанко, а немам нерви ни да ми кажете уа Јанко. Утре ќе ми кажете што сакате. Денеска немам нерви. Затоа што ги кажав моите стравови, дека нам утре ќе ни се случува токму заради овие работи што ги имаме. Едно како колектив, како општество, сето тоа што полека си го носиме, се помалку Христос во нас, а повеќе имаме златното теле и тензијата во борбата за подобар живот, децата ни ја чувствуваат. Но ништо не мора да важи, бидејќи, пак велам, во идеални случаи, идеални семејства, дете се раѓа од раѓање. Е социопат, нема чувство осет. Овој Коста бил толку студен, емотивно сакатен, сега како сакате, наречете го. Предпоставам дека може би некој постручен психијатар и така натаму, може би адвокат ќе се јави, ја би бил благодарен и ќе да објасни. Но мислам дека ќе се случува и кај нас. Тука е мојата фобија. Режија, имам гледач кој сака да се јави преку Вибер бројот. Момент. Не, пушти музиката да чујам кој ќе исклучам. Океј. Добро вечер, дали се слушаме? Добро вечер. За емисијава со Јанко малку муавет. Ја не сум расположен за муавет, ако сакате да си држите монолог, повелете. Вака сега. Значи, прво и основно, ово што се случи во Србија е страшно, многу страшно. Меѓутоа, како што ти напомена, јас само ќе се надоврзам. Сето ова што доаѓа и секое зло што доаѓа од Америка и од Европа. До сега на овие простори. Зашто во Америка, оно што се случува, сите наши новински агенции го пренесуваат, се утепаат толку деца, детето пукаше во овој, детето направи вака, она дете уби толку, влезе во кампот, влезе во ова. Види, тоа све се рефлектира и врз нашата омладина или врз нашите деца. И тоа го гледаат секојдневно на нашите телевизии. Секојдневно кој што направил, како во Америка, зборам за деца, не за возрастни, за деца. Дето кое е убило, како и рекла наставничката, е пробало со нож или вака или така. Истото се случува. Значи, сите овие работи, доаѓаат од тамо. Порано ги немаше. И тоа е за нас нешто ново, нешто страно. Тоа негдека се случило. А сега више почна и овде. Зошто? Тоа го гледаат. Омладината во оваа наша Македонија, зборам, е затруена. Затруена е со вакви работи. Од таму доаѓаат и дрога, и травестити, све живо и диво, што, значи све што е на негативното се лепи за нас како пластер. Во бивша Југославија имаше во Скопје 50 наркомани и се знаеа. Сега што е? Тоа дојде од тамо, не дојде од овдека во Америка. Од Америка дојде овде и од Европа. Корупција доаѓа од Европа и исто од Америка. Погледнете малце поубаво, ќе видите дека цела корупција наши ја пресликуваат само. Па дали овде, дали во Србија, Хрватска, Словенија, во сите бивши ју држави. И уште нешто, Југославија не се распадна заради некој да тропне за кредитите што биле. Зашто ако беше за кредитите што биле, немаше да делат толку тона злато и толку амбасади што биле направени негде. Тоа беше све политика од други луѓе, на кои им требаше работна сила за Европа. Па ги растурија
и Југославија, кај што имаше школован кадар, и Романија, и Бугарија, бидејќи во комунизмот имаше школован кадар. А сега веќе нема ни кадар ни овде, а ни тамо. Затоа ги бараат нашите луѓе. Ово во Србија што се случува, не го осудувам, ниту пак знам дали дето е психопат, не е психопат или вакво или такво. Меѓутоа, одразот на самата култура на живење, обеста, кај едно дете да се најде пиштол дома, каде што татко му ниту е војно лице, ниту е полицаец или нешто, него бил рентгенолог, доктор, и кој дете кој учело да пука негде и да се спремало. Притисокот врз детето, зошто е правен? За да дојде до ова, тоа него го испитуваат органиве на редот кој се тамо. Меѓутоа, јас ви кажувам дека вакво нешто и кај нас може да се случи. Затоа што презатруени се децата со насилство на телевизија кој е прикажано кој што направил некаде во некој свет. Тик-ток. Значи, треба да се стави, луѓе, ова не е демократија, ова е анархија. Треба да се стави цензура на некои работи, државата, како држава да стави, да знае што може некој да гледа, а што не може некој да гледа. И во кој контекст иде. Марко, фала ти многу, голем поздрав. Благодарам за јавувањето и уште еднаш ќе ве замолам. Не ме цитирајте, не се расправајте со мене, не се расправајте со моите ставови. Вака бев да ви исклучам. Значи, кажете си ги вашите, немојте за моите. Ја за вашите не се мешам. За пола од работите сметам дека ви се неточни, ама ве оставив да зборам. Така ќе го истрпите и мојот монолог. Значи, ве замолив вечерва секој сам за себе да се избори. Не да суди што другиот мисли или што другиот кажал. Толку од мене. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Скендер Очаир. Повели. Сега не знам да не стварам ја паника многу. Имам колега кој работи во образование и ми кажа дека пред 2-3 месеца ишло нашето дете со пиштол дошол во училиште. Во Скопско училиште. Со албански наставен јазик, само толку може да кажам, неќу повише да ширам. Кога го прашале зашто, некој таму нешто го увредил, не знам како, сакал да се освети, фала Богу остана така некако, како да веќе. Не створихме паника никаде. А за ова што се случи во Београд, не знам дали знаеш, татко му го водел детето во Стрелана, ишло редовно да пука, он има 3-4 пиштоли, не знам што. И убаво го научил синот и како да пука, и вика бил многу прецизен. Сега дали да окривиме детето дека е социопат или татко му е крив што знам, сакал да го прави синот, што знам, јунак, да знае... Кажи го ти твоето мислење. Да склопува. Молим? Кажи го твоето мислење. За ова кажам, родителите се криви, ова се случуваат никој друг. Океј, благодарам. Ајде, пријатно. Пријатно. Одиме со следниот гледач. Ова е... Ало, се слушаме. Добро Да, вечер. се слушаме. Повелете. Реков јас денеска што е можно помалце во кадар. Ова е снимката од 24 сата кои хрватите ја правеа во живо од Белград за трагедијата која го потресе целиот Балкан и сите соседни држави. Повелете. Па јас би сакал да се навратам на 83-та година, кога јас имав 13 години и кога во јуни месец учествував на работна акција во Бор. И сега сум родител нормално и дедо. Брзо идат овие, се менуваат улогите во животот, така да човек може да се најде во било која улога, во било која епизода. И 83-та година, јас на 13 години, на работна акција, ова е страно тело, ова е нешто што не можеме да го примиме или да поверуваме дека може да се случи
на нашите простори. Меѓутоа, ако се земе во предвид 30 години немање слух и сенс за ништо што е врзано со децата, Браво! образованието, Браво! ние се бавиме со секој дневни глупости, дневни политички, овие играат Мирко и Славко, каубојци и индијанци, односно партизани и германци. И се бркаат секој ден и наместо навечер да искочи по главицата, односно командантот или тако наречен председател, па да пресече, па да каже: добро де, мајко, шо правите цел ден се бркате, ништо не сработивте. Он вика: младите нека си одат, нека ја напушта државата, јас да бев на нивно место, јас ќе напуштам. И сега, наместо да има еден надпреварувачки дух кај младите, низ образовниот процес, низ спорт. Јас сум скопско дете, дете на Југославија. Наместо да оди во Партизан кај Пајо да вежба гимнастика, наместо да оди во пионерски дом, да свири некој музички инструмент, да игра пинг-понг, стони тенис, наместо да оди преку со школото да играат надпревар Љубе Лапе да игра со Едвард Карделј или Песталоци да игра со овај. Па да они тамо тоа што го тишти детето, тоа што го он имал како контраефект од однесувањето, она што го викаат модерно врсничко насилство денеска што го викаат. Па сите проблеми да ги преку пот, преку еден надпреварувачки дух, преку еден ривалитет на еден друг начин, он собере се она во него што го тишти. Па може би, сега ќе карикирам, бидејќи имињата не ги знам на лицата што се убиени, Бог да им душа прости, ни крив ни дужен, да настрадаш на Божја правда, на у 8:15 на ден убав, тоа е катастрофа. И да ти настрадаш затоа што не си му дал, например, Кока-кола на малиот, или си му рекол дека слабо шутираш, гледај каков си, какви ти се патиките, или ова. И да нема педагог да тоа го препознае, па да повика, да поразговара, да нема родител. Еве гледаме, овие јас го слушав излагањето на Вучич денеска. И секој им чест, да ова да се случеше кај нас, пола саат ќе беше на емисија и готово. Сите ќе се отидеа на изглед. Ова ќе беше веќе заборавено кај нас. Они се собра цел крижен штаб, формира алармантно на највисоко ниво, ги вклучија сите и ќе работат на ова. Меѓутоа, суштината е, ние воопшто не работиме со децата. Нам, нашите деца не им се потребни. И кога ќе заврши во училиште, џабе го завршил. Никој не ги прима, не ги селектира, не се вложува во децата. Само успеваат децата кои што имаат само свест за да успее. И тоа бега. Ова другото, успехот и идеалното однесување на малиот, односно добрите оценки и интелектот што го има, многу е тенка линијата до лудоста, да кажеме, или до вакујов некаков вампирски чин. Значи, тоа е тенко нешто, тоа е врие, тишти во него и се само чекал моментот. Малиот воопшто нема никакви психички проблеми. Ова како изрежирано, како е направено, кој ден ќе отиде, кого прв ќе елиминира, каде е училницата, во која училница ќе влезе, списокот што го направил на децата, оружјето што го земал, искористил 1 мај, 2 мај, не се работи тамо, да го отвори сепот, да се припреми и да во школо, денеска е прв ден, они до вчера беа 2 дена славеа 1 мај. И да денеска тргне како на пресметка код Океј Корала, тачно у подне. Значи, тоа може само дете кое што има кликер. Ама сега е прашањето зошто кликерот да го употреби за тоа. Па и татко му што го носел, може би го носел од други причини детето тамо. Може би имал хендикеп некаков, ние не знаеме, имал говорна мана, дъткал, па му се петлечел, како се вика, па и така натака. Па може би сакал низ тој процес, ајде, стрелаштво, пукање, и тоа е спорт. И стрелаштвото и пукањето е спорт. Имаме врвни олимпици. Србите се светски прваци во онај пиштол и така натака, пушка, шекарици, ови оние. Ама тоа не значи дека она на улица ќе искочи дека ќе убива. И секогаш одговорот се крие во првиот чин, исто како кај Здравко Чолич во песната. Не е одговорот сега. Одговорот е многу наназад.
и сега и самиот родител ќе го види кај сгрешил. И системот ќе го види кај сгрешил. И треба да се работи на то. И кај нас треба да се работи и да се вратиме на некои стари работи, да не прифаќаме нови работи секташки, затоа што ако ги немаш децата, џабе ти е што? Ние утре одиме, децата се остануваат на, како да кажеме, на милост и немилост. Ето тоа е, не би должен многу, уште еднашка до семејствата на сите починати соочувство и дај Боже оние што се ранети да останат живи. И еден пример да заврши нова, да нема копи-пейст и да не се случуваат овакви работи понатак. Поздрав до тебе и до емисијата. Здраво. Имаме јавување на Вибер во живо. Одиме со гледача што се јавува. Не можам да ви го кријам идентитетот на Вибер. Само да ви кажам, веќе кај мене на компјутер. Ако сакате скриен идентитет, ќе се јавите на телефон директно. На Вибер нема криење. Сори. Повелете. Не мора да ме криете. Нема проблем, повелете само да информирам. Не можам да... Само да ви кажам, кај мене на компјутер. Ако сакате скриен идентитет, ќе се јавите на телефон директно, на Вибер нема криење. Стори, повелете. Не мора да ме криете. Нема проблем, повелете само да информирам. Вака се не ве склучам на телефонот, што е проблемот? Благодарам што се јавивте, лека ноќи. Пријатно. Режија, одиме со следниот гледач. Пола минута седевте и молчевте, не знам што да ви кажам. Ало. Добро вечер, повелете. Добро вечер, Јанко. Што да кажам, страшно, трагично и траурно ова што се случува. Ме загрижува, знаеш што, овој податок што, нели, се случувале многу работи и многу подалеку од нас, меѓутоа ова е многу близко. Сакам да кажам, ние сме тука на Балканот, блиски сме со култура, со однесување, со воспитување, со се. Овде затајуваат многу голем број на органи, системи кои што треба да влијаат врз развојот на секоја единка, на секој живо суштество. Што сакам да кажам? Прво, за секој дете најважно семејството, родителите. Никого не оправдувам, никого не сакам да критикувам. Меѓутоа, сакам да потенцирам дека е многу важно родителот да има време за своето дете. Режија, остај го гледачот, фокусирај се на мене, после ќе збори со гледачот, нека стои на холд, ако сака. Пушти ова, слушај ова и провери Виберот, имаме некој проблем со звукот од гледачите. Добро вечер, ве слушам, продолжете. Значи, сакам да кажам дека родителот мора да најде време за своето дете. Во последно време, особено последниве години, не знам, можеби и ние како родители сме виновни, дека родителот не е доволно посветен на детето. Детето е препуштено само на себе. 99% се сега децата така. Што е причината? Родителот во потрага, дали по екзистенција или по било што, си го запоставува детето. Дај му го телефонот, дај му го компјутерот, пушти го, молчи, нели, тивко е, мирно е, битно да е мирно, јас да се одморам после работа, да завршам некоја работа. Значи, прво, како родители, треба многу повеќе да посветиме внимание. Друго, општеството. Крајно време, воспитно-образовните институции, да стапат во еден поинаков контакт со родителите. Затоа што имам чувство дека овие родители им недостасува нешто во образованието и воспитанието. Мислам дека недоволно се посветуваат на своите деца. Прво тоа. Второ, препуштени, рековме, пред компјутер, пред ова. Тоа дете, секое дете, е полно со енергија и таа енергија треба детето некаде да ја канализира.
Прво тоа. Второ, му е потребен некој со кој што ќе разговара, со кој што ќе може да си го прераскаже денот, да си каже што му се случило, како се чувствува и многу други работи. Не е, значи, ајде синко, керко, еве ти ја книгата, пикни се во соба, имаш за учење, седни да учиш. Не, што велат, не е само да му речеш на детето да учи, треба да го научиш како да учи. Затајуваме многу. Ова треба да ни биде аларм. Значи, како родители и како одговорни суштества во општеството, кои што треба да изградат здрава младина. Да се посветиме на еден поинаков начин. Друго, што повеќе ќе очекуваме ние од младината во вакво девијантно, извитоперено општество? Што тие деца гледаат на телевизија? Што оној што краде, очигледно сите го гледаат дека краде. Не бе, тој не краде затоа што е син на некој. Или во училиште се случило нешто, наставникот рекол, слушајте, ве молам, посветете повеќе внимание на детето. Кој е тој да ни кажува нас како ние да го воспитуваме нашето дете? Моето дете е најдобро. Значи, има многу алки, многу нешта што недостасуваат, кај што треба да се поврзат и да се освестат родителите како родители. Воспитно-образовниот кадар да ја свати посериозно работата. Господјо, Мобинг, прашање. булинг, сите тие работи Ако- на време Господјо, да се реагира. Не Господјо, само да кажеме дека нешто се Режија, ме дека нешто слушаш? сме работеле, него да се види на Добро е дело дека се микрофонот. работи тоа. И оние родители на кои што ќе им се сугерира некаква девијантна појава кај нивното дете, да ја сватат сериозно и сериозно да пристапат, а не моето дете кој смее тебе да те пипне или тој мора тебе петка да ти стави, ти си мој син или моја керка. Значи, многу нешта. Господјо, Да, повелете. вака сега. Би се надоврзал на тоа што го кажувате, затоа што по гласот ве памтам дека сте вие една од оние кои работи со деца во детски установи. Така. Значи имам две прашања и една констатација. Прво, во право сте за родителите, кога ќе се вмешаат, кога, нели, воспитувачка и така натаму, ама ако ги земеме дека и воспитувачите и воспитувачките се доблесни, дека си ја знаат работата. Не. Порано беа, низ некако филтер поминуваа, каде што немаше партиски книшки и така натаму. Денеска, па во вашата сфера, 90% се вработени партиски. 10% со должна почит. Тоа не може да не остави последица. Ние денеска имаме директор на кардиологија е бивши на претходниот директор на Комуналец, досегашниот директор на Комуналец, сега е директор на кардиологија. И после утре ќе се чудиме што се десило. Океј, тоа е една работа, како констатација, не мора да ја дебатираме, а прашањето ми е, дали некогаш во вашата кариера сте забележале до толку патолошки извитоперено дете кое нема чувство, кое може да убие мало животинче, да повреди друг и така натаму, а да сето тоа, например, такво едно, не мора то толку крајно, да не кореспондира па и со нивните родители кои предпоставам колку и да глумат, можете да ги прочитате дали се во ред или не се и така натаму. Ме интересира чисто вака од ваше некој искуство, ако бев јасен. Да, ве разбрав. Се сложувам дека пред се професионалноста треба да доминира во секоја област во општеството, особено кај овие чувствителни здравство, образование. Се сложувам. Во кариерата не сум имала некој таков случај, меѓутоа сум имала случај на деца, нели, од различни семејства кои што потекнуваат. Сме се соочувале со такви проблеми. Меѓутоа, институционално секогаш сме постапувале, сме барале соработка со родителите, сме реагирале во дадени ситуации, не секогаш сме имале поддршка од родителот, меѓутоа и тука некои работи затајуваат заради определени закони во нашето општество,
Затоа што, еве пример да речеме, некој кога би пријавил семејно насилство, тој што ќе пријави многу повеќе ќе се измалтретира, отколку оној на кој што ќе му се реши или нема да му се реши состојбата за која што е пријавил, за кој што се пријавило. Мислам дека ме разбирате што сакам да кажам. Да? Значи, институционално во некој и во закони и во некои такви работи затајуваме. А ова е аларм во кој што треба да се разбудиме сите и како родители, како воспитно-образовен кадар и како институции и да реагираме. Тоа е тоа она што го зборувавме Што вчера. очекувате дека ние како општество, образовен кадар и така натаму ова вака малце како говор држи, иако е апсолутно точно ова што го кажувате, ама практично ја не знам кој има капацитет за вакво нешто, затоа што тој што ќе излезе. Мила Царовска ја имавме, видовте ли за што се залагаше Мила Царовска? Она не се залагаше за децата. Гледате на кое дереđe се доведе. Она си заврши работа за маргиналните групи, за одредени НГО и тоа беше целата работа. И сега... Така е, Јанко. Значи, треба многу да работиме со децата. Како предходниот што набројуваше. Значи, треба да ги доближиме децата до природата. Треба да ги доближиме до спортот. До сите оние позитивни работи кои што ние низ животот сме ги почувствувале, што кај нас позитивно влијаеле. Океј, господјо, во ред, Да. ве разбрав. Дали сте забележале дете девијантно такво природно уште од мало? Тоа не ми одговоривте. Па искрено да кажам дека повеќе надворешни фактори влијаат. Човекот не се раѓа во тоа агресија. Не ве прашувам, господјо, пак не ме разбирате. Кажете не и во ред. Значи, многу ве прашувам, дали сте забележале такво дете, социопат, со социопатски спозор? Не ме интересира, не ве прашувам како и биле, не знам, условите и така натаму. Дали има такви деца? Па не верувам дека има. Не Добро, знам, готово, во толку. мојата пракса не. Ова е најпоштениот одговор, ова го очекував. Дали сте вие сретнале во кариера? Не сте сретнале? Во ред, толку е. Толку е. Знаеш зошто ќе кажав? Затоа што ако има, дали се детектираат, дали се работи малце повеќе со нив, дали се обрнува внимание, дали се вклучува психолог и така натаму. Тоа чисто ме интересираше. Значи, Јанко, она што го напоменав, некои одредени девијантни работи што сме ги забележале, сме реагирале институционално, нели тоа што го велиш. Се вклучува стручната служба, педагог, психолог и сите тие други служби кои што треба да се алармира, нели, соработка со родителот и сите тие работи. Меѓутоа, работава е многу сериозна и треба глобално запаќање. Значи, што велиш и тоа, ковид кризата, сето тоа затварање, напредната технологија, која што, за жал, многу по-негативни работи видовме од нејзе, да ги исфрлиме, да ги тргнеме тие работи понастрана од децата, веќе да ги прифатиме, да ги прибереме до нас, да ги социализираме на еден класичен начин, како што треба да се социализира човек, како што на времето нас не воспитувале. Работното време на родителот, на мајката, на таткото, од исклучителна важност. Не 60-часовно работно време. Значи, сите тие работи на кои што луѓето реагираат, имаат причина зашто го зборуваат тоа. Не е само седнати во фотелја и мене да ми е окей работава, а на други вен што ме интересира. Значи, и младиве, дури и тоа што велиш, што ми е најкриво, детето негово оди во училиште, родителот не знае што треба да направи, зошто детето негово нема учебници или зошто детето негово од такви книги учи или зошто тоа го учи. Океј, господјо, ви благодарам за јавувањето. Ви благодарам на устапениот Вие сте печени за влада, новата влада. Благодарам, не сум за таму. Не, печени сте, ја ви кажу. Благодарам. Хајде, секој е добро. Океј, благодарам, секој е добро, фала што се јавивте. Чекаме друго. Ова е дека детето направило план
како ќе убива, добро сето тоа, малолетникот се во кариера. Како? Знам, го прочитав, али чекам коментар ја од некој правник, не сакам јас да го читам, го разбрав тоа, бидејќи до толку го познавам законот и јас малце, ама мислев дека некој адвокат или правник ќе се јави, па ќе ни одржи една мала лекција и ќе рече не бамборете, вака и вака е, вака и вака е. Што ќе преземе општеството? Кој ќе одговара? Дали може некој да одговара? Како, што сега после се во ова? Државата може да донесе воредни мерки и така натаму. Но што законот? Постои некаков универзален закон за човекови права преку Обединети нации, врз основа на тоа, на некое меѓународно право врз кој се базираат и нашиве закони, колку толку. Како родителите кои останале без деца, што со нив? Кој ќе работи со нив? Кој ќе работи со овие истравматизирани деца? Мислам, мал милион прашања. Ова е вака цело општество. Ама, знаеш како ние викаме, не, кај нас нема везе. Знаеш, кога ќе дојде, за жал, ќе дојде, прашање е само на време кога ќе дојде. И нема да биде технологијата во крива, нема ни Западот да биде крив. Ќе биде крива нашата комоција. Оти, пази, што зборите скоро сите до сега? Сите зборите да идеме у Партизан, кој не постои, не постојат спортски друштва, идеш си плаќаш, си вежбаш ако сакаш. На сила не се тера дете. Второ, да ги вратиме кон природата да ја сака. Друже, никого не можеш да вратиш ако нема афинитет спрема природа. Трета работа, никој не збори како да се прилагодиме токму на ова време. Што бил крив? Западот. Како ќе се прилагодиш? Интернетот. Како ќе се прилагодиш? Компјутерите. Како ќе се прилагодиш? Игрите за геймерски биле насилни. 30-40 години слушам за игрите. По насилни игри никој не играл од мене. Дали е тоа Quake, Doom 2, 2, 3, Кез 2, 3, 4, Heretic, ово или оној, со масакри, со колења, со Splinter Cell, со све ово, она, па не направија психопат од мене. Значи, не е до мене. А и втора, немаше родител кој сам си се возев. Значи, некој може сам да си се вози во рамките на моралот и етиката на едно општество, некој му треба помош. Кому му треба помош? Ти со закон ли ќе натераш некого? Збори за демократија, вика, а викаш, народ не смее тоа да гледа. Луѓе, викате, народ гледал Фарма и Пинк. Фарма и Пинк не би постоеле да не ги сакате вие. Знаете ли што е најгледано на интернет? Порно. Ја не гледам. Па ти си во оние 9% од популација, човештво. Значи 91% од човештвото гледаат. Што правиме сега? Кој е виновен? Ти со тие 9% затоа што си припадник и успеваш да одолееш или си импотентен или немаш афинитет или што ти ја знам како и да е, нема осуда, напротив, пофалба, алал да ти е. Ке наметнеш твои закони, па знаеш што ќе биде. Се сеќаваш дека немаше порно на интернет, кога немаше ни интернет, така? Имаше ли порно? Имаш. Колку што имаше филмови у видеотеките, толку имаше и порничи. Еве сега за порно зборим. А филмовите какви беа? Акциичка, Чак Норис, каубојски, Клинт Иствуд, пиштоли, пињао, Шварценегер. А што е тоа ако не е насилство, пукање и убивање? Не е тоа проблемот, луѓе. Ја ви викам, како ќе се приспособите на искушенијата на времето? А не да го... Што? Ќе се изблокирате? Нема да гледате интернет? Ќе исклучите интернет? Исклучуваш интернет да не гледаш порно и перверзија, а гледаш Сител, Телма, Канал 5, МРТВ. Тоа е ментално порно. Перење мозок. Уште полошо може би. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Од Битола се јавувам.
Е убаво да сте живи и здрави. На Вибер предходно што ви се јавив, ама нешто имаше проблем. Океј, сега зборете, повелете. Вака. Пред значи јас сметам дека родителите се најмногу криви за сето ова што се случува сега. Сите брзаат за на работа, за пари, па не знам, и нивните деца ги оставаат онака само да се израстат. А како растат? И се што се случува, мислам дека ради тоа. Порано ние, како деца, барем јас ко растев, кој ќе направивме некоја беля на училиште, и ако јадевме тотек од некој дете, дома ќе не натепа уште повеќе. А сега оди родителот да се тепа со другиот родител, да го одбрани детето. И мислам дека сето тоа се одразува врз децата. И мислам дека тоа е тоа. И толку имам да кажам. Од мене толку кратко и благодарам што се слушнавме. Ја ви благодарам што се јавивте и што го кажавте вашиот став и вашето мислење. Се извинувам преска за проблемот. Инаку се јави ми пише една дама дека имало проблем со тонот, но во меѓувреме ги информира во режија. Проблемот е отстранет, така што се извинувам ако сте имале некакви непријатности. Продолжуваме и одиме со следниот гледач, ако се вклучили, кој ќе се вклучи во програма. Добро вечер. Ало? Ало, добро вечер, повелете. Добро вечер. Малку сум трогнат од сето ова што се случи во соседството и најпрво би сакал да изразам сочувство на сите оние ожалостени фамилии. Инаку сметам дека многу лесно слична случка може да се случи и кај нас. Ние веќе имавме овие денови некои немили настани, кои што така ги прогледуваме низ прсти, почнувајќи од она малолетници со сексуално насилство, па имавме случка кога куче имаше убиено дете исто во некоја детска игра или слично. И секој ден околу нас се случуваат разни грозни работи, меѓутоа ние замижуваме пред сето тоа. Посебно еве вечерва со исклучок на вашата телевизија, погледнав по останативе телевизии, си останува истата програмска шема, си одат турски серии, си оди редовна програмска шема, како ништо да не се случило. Со исклучок на вести што ќе дадат кратка информација дека се случило некое убиство во Белград и се однесуваат како да е тоа не знам каде далеко. Меѓутоа, не дај Боже, сметам дека и кај нас тоа може да се случи. И имав неколку конкретни овие мои предлози и не знам како да ги наречам, барања. Кажете ги слободно, ве молам. Барем, јас сум малку повозрасен. Ние на времето во школите учевме дека човекот се организира во општество за да може да живее поквалитетен живот, да ги остварува своите секојдневни потреби и слично. Меѓутоа, очигледно од ова наше општество, никој не се офајди, зборувам за обичниот народ. И сега ја бараме вината дали во родителите, дали во образовниот кадар, во училиштата и слично. Меѓутоа, сметам дека најголема одговорност овде треба да поднесат политичарите, кои воопшто не се грижат за народот. Реков дека сум повозрасен, јас на времето имав избор од разноразни овие клубови, каде што сум одел со некоја символична чланарина од некои 200-300 денари на годишно ниво во денешно време, додека сега дојдовме во ситуација, еве имав ќерка во основно образование, таа појде на некоја група за фолклор, еден месец одеше бесплатно, веќе вториот месец
и бараа некои пари таму, 500 денари колку беа, може би не се големи пари, меѓутоа сепак сметам дека државата крајно време е да преземе некои мерки, почнувајќи од планирање на или возвраќање, не знам како да речам, на тие разноразни спортски клубови како што беше на времето народна техника или слично, каде што децата ќе можат да се дружат. Уште една работа сакам да ја начнам, што ретко никој скоро не рекол по тоа прашање овде, не тема на размислување. Сакам да ја наметнам темата околу ова наше задолжително образование. Средното стана задолжително. Јас кога бев ученик, основното беше задолжително. Меѓутоа, гледајќи телевизија, некои канали од типот на оној BBC или слично, каде што луѓе кои што веќе им е напорен животот со сметки, со кредити, со камати, од успешни луѓе кои работеле во фирми, одат некаде во дивина и формираат таму некои своји живеалишта самостојни. Денешната технологија сето тоа многу лесно би го овозможила, меѓутоа тие ги водат и своите деца со нив. Како може тие луѓе да ги школуваат нивните деца? Предпоставувам дека самите ги учат на вештини што ќе им требаат во животот. Додека кај нас ние сме обврзани со нашето задолжително образование, кое што не им овозможи ниту книги. Им даде овај онлайн настава кога никој од родителите не беше прашан дали дома има компјутер или дали има интернет конекција. Мислам дека ме разбирате што сакам да кажам. Прв пат се јавам кај вас во емисија и сметам дека државата крајно време е да преземе некои законски измени каде што ќе се овозможи прво ваквиот начин на воспитување, па може би некој ќе си организира приватен професор, може би сам, ако сум јас стручњак за IT, да кажеме технологија, што има моето дете да го пуштам во школа, таму некој да го учи што е компјутер, валјда јас можам доволно да го научам. И многу повеќе од тоа. Или па ова што беше немилиот настан со случката со кучето. Испадна дека ние сме единствена Европа држава во Европа која што нема никаква законска регулатива околу чување на тие домашни миленици. Па секој може у двор да чува какво сака агресивно куче, без бокс, без да биде врзано, без... И тука треба таа работа да се стави во некои законски рамки, каде што може би на собствениците на такви миленици нема да им се допадне, меѓутоа сепак безбедноста е на прво место. Околу образовниот систем, реков, околу возобновувањето на тие разноразни. Па да, тоа ми беше во планот. Благодарам и да пуштиме некој друг гледач, ако се согласувате да оти искрено сакам да слушнам повеќе што да кажам, само сакам на благодарам за вашето излагање. Одиме со следниот гледач. Добро вечер, повелете во програма. Добро вечер. Повелете. Значи вака, ова е тешко убиство. Јас волонтирам во јавното баш за малолетнички деликвенти. Имаше тогаш многу повеќе институции, значи се вршеше генеза на проблемот, кај живее, што живее детето, да не имаше забрана, да речеме, да се дружи, или сега ги дам некои предлози, или викаме, едно време имаме снимки на рентген, дали има рак, сега треба да има да се врши тестови, децата дали имаат дали имаат конзумирана дрога или било што. За овој случај, да ти кажам што знам од медиумите, фактички ништо, само на YouTube и тоа Матрикс тоа е тоа, дека татко за мене основа на проблемот од родителите. Замисли, почитуван водител, тој бил доктор татко. Доктор, мајка му била во некое министерство. И татко му имал 2 пиштола.
со дозвола, добро легално, у реду, ама овие индици ме наведуваат на тоа дека не е ништо баш толку случајно. Он го носел на стрелиште, знаел, значи, да бил одличен, да го испразни шаржерот, да го наполни, значи, тотално спремен. Дете 14 годишно и тој треба да одговара не само за поттикнување, туку и за помагање во убиство. Може би не за тоа е било каде. Он се и пази се, ги слушам овие што се медиумски чисти, кај нас го нема тотален мрак. Сега ако исполням медиуми да не прескокнам нешто. Исто ми е многу битно. Значи, зборуваме за говор на омраза. Говор на омраза. А што е ова што дава секоја вечер на телевизија во Америка, некој влегол со пушка на трвја с ученици, степал толку души, степал ваму, на Филипините, во Кина. Тоа не е поттикнување? По моје е поттикнување на кривични дела. Од животните да земе, фрли им крв таму, кај што оде едно време коведата, тие се тепаат одма. Значи, се поттикнува негативната енергија, се поттикнува убиствената и пази се што е најопасно. Значи, сега иде како најнормално. Демек, имаше едно тумачење на председателот на Србија, демек, он сега бил наводно станал славен во социјалните мрежи или кај некои луѓе после се поправи. Или дека имало многу оружје. Значи, не е стварта, тоа се знае, се чува во се заклучен, шифрата не смее да знае детето. Да ти кажам, јас ќе се осудам дека ова е нешто као еден вид, не смеам да речам груб збор планирано, ама свесна небрежност. Или евентуална умисла, или како да ти кажам, дури одина ке директна умисла. Значи, не можеш ти на дете да го носиш на стрелање, да пука 14 годишно, а ти да видиш, и пази доктор, значи тој треба да се андразира, добил наводно по историја единица. Да видиме се што го заболело, дали тоа е изговор, мотив да оди да убива деца невини школски другари, од која вера е, која нација е, не е битно, не. Ама зашто баш тој предмет да го инициира? Ја мислам дека е планирано тоа со родителите, да ти кажам. Нека се лутрат кој сака, доктор бил. Мора да се секој лек и за овој доктор мора да биде горк. Не може он да го носи на стрелиште, 10-14 годишно, да го вежба со пиштол, 2 пиштола имал дома. Доктор, молим те, хуманист. Значи, ова е со некоја порака да им се одземе оружјето или да стане нормално, а медиумите се директни поттикнувачи на такви кривични дела, кај што дават секоја вечер кај се убило, кој ученик, кој отепа, место да кажат каде излечено, каде боле. Благодарам за јавувањето. Режија, одиме со следниот гледач. Можеш да го префрлиш компјутерот додека се вклучи. Ало? Ало, добро вечер. Добро вечер. Вака ја пратам емисијава од преска и би сакал да внимание да насочам малку, бидејќи се до сега е кажано и за родителска грижа, и за образовниот систем, и за многу други работи, да не се повторувам. Би сакал една работа, бидејќи долго време, да кажем, до пред некое време ги пратев, значи сите оние, сум гледал и документарци, многу американски документарци, кај што ги истражуваат сите овие од ваков тип убиства, што се случуваат во школиве, и она што доаѓа до заклучок после долги истражувања, значи во неколку документарци сум гледал дека над 95% од ваквите случаи сите биле конзументи, сите од децата биле конзументи на моćни антидепресиви. Повтори? Во Америка на моćни антидепресиви. Доколку отворите, па дури и во нашите аптеки кои што се даваат, доколку отворите во упатствата, ќе видите дека во многу од нив, доле или со помали букви, или во негде меѓу последните точки кај што се нус ефектите, стојат убиствени или самоубиствени нагони. И американците истражувале за ваков тип на убиства, над 95% од децата биле долго време
под вакви субстанции. Значи да не ги набројам сега и уличниве други, пошто за нив нема упатства, нели? Меѓутоа, каде што има, е откриено ова. Би требало, можеби, малку да се посвети внимание и на оваа работа, бидејќи, нели, колку и да е некој психопат, да кажам, сепак се пазат, предпоставувам дека се пазат, да не бидат откриени, да не бидат фатени. Меѓутоа, ваква калкулација, ти да немаш никаква калкулација, одиш на отворено, убиваш и па дури и не ти е гајле, Со план. требало можеби малци на тоа да се посвети внимание, тоа сакав да кажам. Да, со план запишување, значи методично, студено, математички пресметување што ќе направи. Значи он живеел со делото, делото не дошло импулсивно, делото е планирано, посакувано, разработувано. Тоа е, тука е страшното. Знам, разбирам, значи има секакви умови, значи секакви психички пореметувања, можно е, меѓутоа, еве ви давав пример каде што сум гледал на многу документарци каде што го истражуваат и наоѓаат кај 95% од случаите, над 95% од случаите, деца кои што биле на антидепресивни субстанции, значи кои што нели во Америка е нормално дека секој Така, дека хемијата во мозокот предизвикува дополнителни пореметувања или напротив некои тенденции ги од која има видровол, значи она повлекување после лековите предизвикува Тоа ми е јасно, да, го сваќам. Меѓутоа, и не само вакви, имате имате и многу убиства кои што се случували и немили настани, кои што се случуваат исто така, не вакви групни масакри. Но исто така има и криминални умови. Така е, се слагам. Значи, нема никаков фактор за кој би се фатил ти, а едноставно тој станува криминалец по линија на помал отпор или на било што, не е ни битно. Одеднаш добар човек полудува и станува и иде во криминал. Па, слушај, ако сакаш ти, еве ти е серијата Breaking Bad. Пази, тој човек 8 сезони, или колку траеше серијата, ние навивавме за него. Зошто? Бил болен од рак, немал пари, кутриот одне мајкаде, ово, она, па почна да... И влезе у шема, па сакаше да излезе, па не може, а ние сочувствуваме. Па после утепа еден, па утепа... Ама види, утепал лоши, не утепувал по улици добри. Ао, шо фин човек. Ние ги посакуваме тие херои. Нели, ние се критикуваме во нашето општество дека ликови кои биле глави на партии на оваа држава, за кои знаеме дека краделе пари, ние уште им се восхитуваме. Ние уште се восхитуваме на ликови кои ништо нема сработено у животот, а он има пари. Ја да ви кажам дека за Боки со душа го чекаат да излезе затоа што разделил на многу места и тоа ќе се биде вечно сакан и почитуван. Така што сакам да ви кажам, Боки е најнебитна работа во цело ова. Боки е само последица на тоа какви сме ние. Така што фала ти за јавувањето, добро е ова, добра поента даде и ова ме заинтересира. Вечер ќе го прогуглам ова за антидепресивите и за хемијата во мозокот која од една страна помага, а потоа може да направи друга белја. Поздрав, лека ноќ и пријатно. Само да ви кажам дека имате документарци пред едно 10 години која бев на друга телевизија, не повеќе. Таа телевизија имаше серија, или како што сега ги гледате оние нерешени криминални случаи на Discovery и така натаму ги имате, нели? Па кој убил, зошто убил, како убил, па како се решило, па мистеријата, па сватиле дека после 50 години не е он со ДНК, па го ослободи. И не е битно. Значи, за монструозни или решени или нерешени злосторства. Но интересна работа, цело време ние викаме Западот. Луѓе мои, да ви кажам, серијата беше руска, на руската телевизија, која ги, значи, не можам да ви кажам, ја мислев дека, викам да не е ова американска серија, па синхронизирана на руски. Затоа што прво снимена добро, второ кажува за злосторства кои
ти у свест, пази, ние, знаеш како, задоени со петокрака на чело, Русија, комунизам, Словенци, Словени, христијани, сме супер. Значи, серијата беше со исти интензитет и просто страшна. Дури 90% од случаевите кои ги покриваше, значи овде зборам 2007-2008, а серијата да речеме 2000 година, значи 90 години не покривало, 80, 70, 60, 50 па и порано. Значи во времето на СССР, значи криминални банди, крвави настани, серијски убици, страшна работа. И потоа ти станува јасно, чекај, па не е капитализмот само и Западот трул. И Истоков не е ништо подобар човече. А далеко сме и ние. Ние сме само малце, па се знаеме и брзо вака ќе изреагираме, па знаеш како, во пеколот кој ќе се излече како демон, ние назад го враќаме у кофата. Така што тоа е добрата работа кај нас. Ние не дозволуваме никој да излезе нагоре, а сите се бутаме надоле. Па така да дури и во криминалот. Интересно ова, ме подсетивте сега кога зборевте за криминални серии, морам да се сетам како се викаше серијата. Сигурно едно 100 епизоди беа прикажани на телевизијата каде работев и такви случаи, земал мотор, па ограбил една, па утепал на бензинска пумпа човек, па бегал од таму до таму, па од овде, па си викаш, како е можно она време на комунизмот не смееше да биде секој ќе се... Па баш заради тоа. Тоа е доста интересна работа. Криминалот секогаш го имало секаде и во секој период од општеството. Добро вечер за следниот гледач. Нема? Океј. Ајде, ќе почекаме да видиме што имаме. Пеце вика, а види во каков убав амбиент не следи Пеце. Пеце, имаш маче или тоа е само скулптура од маче? Чекај. А, не, буф. Буф. А, добро. Ова е друштвото на бувовите. Тоа што го против кое Бетмен се бори. Викаш на стримот бил тонок многу низок. Епа, и јас сум низок. Сега ме виде со Перо Антич колку сум и како сум. Добро. Ке почекаме малце да видиме дали некој ќе се јави. Александар Дичов вика да го не, ова е од 30 март, пардон. Образование и воспитувањето на децата треба да биде главен системски приоритет. Потребни се редовни обуки и семинари на вработените во образовниот систем за рано откривање на булингот врз децата. Потребни се сериозни општествено одговорни влади. Можеш компјутерот, нема потреба да сум јас во кадар. Потребни се сериозни општествено одговорни влади, не вакви какви што ги имаме во изминативе 32 години. Не може секој да биде наставник, професор или министер без претходни комисиски провери за компетентност и почитување. Немање учебници, немање квалитетен образовен кадар, немање квалитетен министер и се останато придонесува за демонтирање на образовниот систем и општеството во целина. Демократското општество да се замени со мериократија и теократија, сочувство до родителите на убиените деца. Благодарам за писмото кое ни го испративте, го прочитав. Океј, ги гасиме тогаш телефоните. Благодарам на сите што се јавивте, дадовте придонес. Ова е ставање прст на чело. Ја ќе си ја користам својата привилегија, да си го имам прв и последен зборот. На ниеден од вас не му противречев, напротив ви благодарам, без оглед дали се согласувате вие со мене или јас со вас. Мислам дека е многу поздраво да се збори. Без оглед што многу ми намисла дека кога се збори нема никаков ефект. Има ефект ако замислиш некој човек, еден човек, да го замислиш, ти си ја завршил работата. И јас исто, и вие. Позади на Ибица се стемни,
кога почне емисијата беше посветло, тој е пейсаж од една камера во живот. Се надам дека некојаш ќе го посетам. Ако не, барем го видов низ туѓо електронско око. Луѓе мои, јас се уште мислам дека допрва ние ќе гледаме ужаси и хорори и кај нас и во светот. Секако дека вакви работи се случувале. Немало медиуми да ги пренесат и брзо да допрат до било кој од нас. Денеска знаеме за секој убиство во секоја точка на планетава. Дали тоа има последици? Апсолутно. Создава континуиран стрес во нас. Нашиот стрес на било каков начин го пренесуваме врз децата. Децата немаат стрес. Децата го перцепираат стресот прво од родителите. Но, еве, ќе речам дека и родител, сега ќе забегам малку, ама морам. И родител кој внимава што пушта, што збори и како се однесува во домот и пред децата, родител кој чувствува чиста љубов и саможртва, ако ја носи вознемиреноста во себе на едно трансцендентално ниво, таа вибрација, таа аура, како сакате ја. Сигурно не сум во тие, но колку да разберам, дека детето и да не трепнеш, која ќе те допре, во некој дел од свестот ќе те почувствува како ти навистина се чувствуваш. Мислам дека љубовта има моќ тоа да го детектира, но љубовта има моќ тоа да го дампира. Ние можеме како општество, ние србите, светот, да ги осудиме, да ги екзекутираме. Родителите, децата, па и роднините, за да не се појават други, а другите да бидат уплашени. Значи, човештво е познато дека во цивилизацијата има убиено, обесено, наденето на кол, милиони, милиарди, виновни и невиновни, кратци, силувачи, секакви криминалци, па криминалот продолжува. Се прашувам, зошто сте упорни дека ако некој биде казнет и стрелан, зборам за оние кои коментира на некој мој века да се биде на електрична столица. И што мислиш дека тоа нема да се повтори? Ја ќе ви кажам дека, например, лош пример ќе ви кажам. Педофил можеш да го затвориш и да го претепаш, така? Кога ќе излезе, пак да продолжиш да го тепа. Но дали сваќаш дека неговиот ум е толку извитоперен да прва можност он ќе го повтори делото, затоа што казната не се врзува. Значи, неговиот ум не е како нашиот. Ние да попиеме 2 шамара, еден нормален ум, ќе се разбереме. Така, куче да го истепаш 2 пати, нема да дојде на тоа место кај што си му забранил. Сакам да кажам дека, но ако изреметен, ако е тоа деформитет, физички или ментален, дека тоа ќе се случи, без оглед на се. Пољаците, кога сватија дека џабе ги затвораат, џабе ги казнуваат, џабе ги детектираат, и тогаш направи една работа што ние ја направивме исто, па веднаш што се смени власта, тоа го укина, тоа е детекција на сите педофили. Интересна работа, ниеден педофил кој беше објавен не беше пипнат, закачнат, удрен, нападнат или булинг. Но сите родители кои препознаа дека во нивното мало токму тој човек живее, беа малку повнимателни со своите деца. Видиш како имаше добар ефект. Нормално, кога се смени власта, веднаш беше тоа укинато заради не знам што. Затоа што во сите земји се знае каде се тие педофили, каде живеат, каде се им се овозможува. И сега зошто го објавуваат земји? Затоа што педофилот ќе го повтори делото.
зборам дека он може најнормално да има семејство феноменално. Но во таа секција, кога се однесува на таа перверзија спрема дете, он нема чувство дека детето го повредува, дека ќе биде казнен. Значи, тоа е веќе затемнување на умот, стеснување на свеста и го гледа само тој и ќе го направи делото. Како риба која гледа, ќе науча рибите да беа интелигентни, дека на јадица лепче кога или црвче кога иде, ќе те фата. Така, ама не се пренесува. Тесна е свеста, премала. Поljacите го решија проблемот. Секој педофил, хемиска кастрација. Не физичка, хемиска. Интересно. Не знам дали постои ментална кастрација за Центарот за насилство и за убиство, ама тоа е веќе уште пострашно утопистичко, затоа што тогаш последиците уште помалку ќе ги знаем. Ако антидепресивите предизвикуваат некаква агресија, кој знае ова што ќе направи. Но мислам дека на тие што не владеат одлично ќе им дојде. 2 години ве држеа во затвор. И мене, вклучително. И пак ви велам, чукнете тоа тиквата. Што мислите, што било во подсвеста на вашите деца за овие 2 години? Тоа што гледате дека си играло и немало гајле и ти си го гушкал и бацувал и љубел и си му зборел дека се ќе биде во ред, нема да биде во ред. Ги осакативме децата. Продолжија да идат во школу, погледнете што се случува. Погледнете го мобингот. Што мислите овие деца со овие дојави за бомби и вадења? Немаат гајле. Зошто? Затоа што ти немаш гајле? Затоа што го гледаш дека е окей, а подсвеста негова? Тука не знаеме што се случува на тоа квантно ниво. И утре на самртна постела, лошо ти е, кај детето моје нема. Моје кај, ти умира твоја, нешто сака нека прави, нека цркне. Ке ти сгази на цревото. Нема ни да знае зошто. И ти нема да знае зошто. Ама ќе сакаат да ни се осветат. Зошто? Ние не можевме да го спречиме ова, точно е. Ама не видоа жртва од нас дека се бориме за нив. Дали разбирате? Бидејќи љубовта е жртва. Љубовта е страдање. Ако детето гледа искрено, свати дека ти се си направил, они се многу моćни да ја надминат ситуацијата. Но кога он се бори со школу, со наставници, со општество, со себе, со својот карактер, менталитет кој му е каков таков сега, па тешко се пробива, некој потешко учи, некој полесно учи, бидејќи кај нас не се оценува кој знае, туку кој колку меморирал. Но ако осетат во подсвест дека ти како родител се си направил, а не, ајде бе, седни, дај се напиеме нешто и тоа не пропушташ литро ракија да си ја купиш секоја недела и после чекаш да те почитува. И не треба. А ако те почитува, 10 пати е подобар човек од тебе. И ти не си заслужен за тоа. Како моите деца се подобри луѓе од што јас кога бев на нивни години. И тоа покажува дека моето воспитание апсолутно не игра никаква улога. Што правам сега? Правам само колку толку да ги пополнам дупките и траумите. Зошто ја трчав секоја вечер овдека и навечер немаа татко, а ја морав да работам, па им носев играчки и така натаму и така натаму. Да. Можев да бидам и во Америка, нели, па уште полошо ќе беше. Како татко ми, кој од 30 дена во месецот, 20 беше на пат. Наиса, тешко нас, тешко вас. Знаете што ќе речем многу вулгарно? Не ми е гајле. Растени сте генерација со ќотек, а ние сме држава на воено-џандарски деца,
воспитувани со кундак од пиштол, па ненормалноста е кај нас нормална. Така што се што ќе видам ми е нормално. Се што е нормално ова е нешто добро. Инаку да, во право беше тој гледачот. Мирно дете не е во ред. Бесните деца кои ги санкционирате, тоа е нормално дете. Дете треба да биде бесно, да се пентари, да се вика, да се расправа, бокс, да се боксира, да се борат, да се закачаат, да играат брканица, да се пентари под дрва, да рипа, да скока, да се повреди и така натаму и така натаму. Тоа што седи, ќути, слуша. Лека ноќ и пријатно од мене. Господ на помош.